Добро вечер, храбри Štipljani, добро вечер, мои сограѓани. Секоја вечер не има се повеќе. Секоја вечер не може да не обесхрабри ни минусните температури, да бидеме сите заедно овде и да кажеме доста е. Доста е на режимот, доста е на оваа ненародна власт. Од кога на 24-ти власта не isfrли од собрание, од место каде што дебатиравме, каде што со сила на аргументи ги изнесувавме вистините, а тие возвратија со аргументи на сила, ние како вистински народни избраници ќе бидеме секоја вечер меѓу народот. Ќе не има на секоја улица, на секој плоштад, во секој парк и во секој град, за да ја зборуваме вистината, за да кажеме доста е на режимот на Груевски. Секој ден поминат на оваа влада се нови десетици милиони евра задолжување. Секој ден нов долг, секој ден нова кражба на нашата иднина и на иднината на нашите деца. Парите тие ги земаат, тие се задолжуваат, а ние треба да ги враќаме. Не сакаме да ни ја крадат државата, да ни ја крадат нашата иднина, да ни ја крадат иднината на нашите деца. Си ја бараме слободата назад, си ја бараме државата назад, си ја бараме демократијата назад. И замислете уште една фарса од денешната кујна на Гордана Јанкуловска и Иво Котевски. Секој оној полицаец кој истепал пратеник во собрание добива награда од 50 до 200 евра. Па има ли крај оваа забеганост? Па има ли некој што ќе каже стоп на ваквото насилие во Република Македонија? Знаете, почитувани сограѓани, кој тепа? Тепа оној кој се плаши, тепа оној кој нема аргументи, тепа оној кој лаже, тој што ја говори вистината, тој дебатира со факти, тој разговара и преговара. Тие го имаат пендрекот, ние имаме правдата. Тие имаат власта, со нас е народот. Народот кој повеќе не сака да молчи. Народот кој секој ден вели доста е на оваа власт, доста е на режимот. Се сеќавате ли на емисијата на пастирот преродбеникот Груевски, кога велеше ја сакам целата опозиција на купче за да ги средам? Епа, голем преродбенику, голем патриоту Груевски, еве не сите на купче, дојди и средине, вака сите собрани, доколку имаш сила. Ако навистина сакаш, ако навистина мислиш дека народот е сит, дека народот е задоволен од твоето владење, ајде, прифати ги нашите барања, ајде да излеземе на фер, демократски избори, па народот нека ти ја даде пак власта, па ти владеј, ама владеј демократски, излези машки да се бориш со народот, а не кукавички, не со пендреки, не со пари. Сакам да им порачам на оние луѓе кои се уште се дома, кои се уште не собрале храброст да ни се придружат, но мораме да ги разбереме, не сме сите исти, така сме скроени, некои похрабри, некои се уште исплашени. Ке дојде време кога тие својата храброст ќе си ја покажат онаму каде што е местото, ќе си ја покажат на избори. Нека не заборават дека Груевски ниту дава, ниту зема власт, тоа право го има само народот. Зар мислите дека пастирот во својата преродба не го закопа и не го уништи сопствениот народ? Да му порачаме да го остави народот достоинствено да живее, а не коленички да умира секој ден. Да му порачаме да ни ја врати татковината назад, да ја врати историјата на Република Македонија со своите херои кои се бореле за слободна
Република Македонија, да ни ја врати назад татковината, да ја изградиме во европска, демократска, во слободна држава. Да живее Република Македонија!